Низ денешната емисија на Пријатели ќе ве водиме јас и Вероника и ви ветуваме дека денес сигурно нема да биде ваш лош ден. Не постои лош ден доколку кога се враќате дома ве пречекува вашиот миленик. Сите луѓе не знаат да ги сакаат кучињата, но сите кучиња знаат да ги сакаат луѓето. Токму затоа оваа емисија ќе посветиме на кучињата како најчести домашни миленици. Наш денешен гостин е добро познат лик од македонските народни приказни, станува збор за Шенка Колозова, а во денешната емисија на Пријатели таа ќе ја раскаже нејзината приказна за љубовта кон кучињата. Токму затоа, наши пријатели, останете со нас во наредните 30 на минути. Ајде да те напојам, Дорчо, убаво. Ајде да те напојам, ќе те светнам, ќе те дотерам и дома ќе те однесам. Ај, на тема и рогатио. Кај ми отиде коњот, бе. Сега го држев да се напие вода. Дорчо, бре! На тема. Кај одите, Дорчо? Тој шо златен коњ. Нема кај да оди. Сигурно влегол во шопурката. Да, чекај да читам. Па. Како влегол во шепурката, бре, ај на тема. Како се собра и се напика во шепурката. Чекај да го утрам. Дорчо, бре, излези, бре, од шепурката. Ме гледам мучката, тука е. Дорчо, ајде излези, ајде. Дорчо, бре! Насана. Ај на тема, не сака да излези од шепурката. Коњот, Дорчо ми влезе внатре во шепурката. Дорчо, излези, бе! Дорчо! Дорчо, излези од шепурката, бре! Чучи. Ајде, Дорчо, излези, Дорчо, зопче. Чучи, Дорчо. Чекај да видам. Еве го тука е убавиот мој Дорчо, кај ќе види. Ајде, Дорчо, зопче малку ти да. Ајде, Дорчо, еве, зопче јас од тука. Дорчо, ајде, муци. Ајде само, не зопче малку касни си. Ајде, Дорчо, муци. Гледаш колку милно ти зборува. Муци. Слушај, бе, жена. Слушај, немој да ти ја... Ајде, не кажам. Ајде, ми се настана да си ја завршам работата. Дека излези, Дорчо, сетно ќе полниш вода. Дорчо, ајде, Дорчо, ајде, касни си, зопче. Ајде, муци. Добар ден, чорбачи, леле колку студено денеска. Бега. Што ти бе, чорбачи? Што правиш таму? Си наполнам водичка, бе, Како ќе полниш вода, бе? Како ќе полниш вода кога? Дорчо влезе. Кој е тој Дорчо, бе, чорбачи? Коњот, Дорчо. Коњот ми влезе во шепурката. Гледај како се кокори. Кај гледаш коњ тука? Не сака Господе, да Боже, на пусти ме да наполнам. Ма чекај, бе, човек, да наполнам вода. Знаеш како те помес? Погледни ми раката. Кој те шлапна мед да не можеш да станиш после. Хајде. Марна човек. Муци. Ајде, Дорчо, ајде, касни си зопче, геј, чубав, Дорчо. Ајде, муци. Бега, ваго. Муци. И ова улова на човек не можеш да му докажеш. Ајде, Дорчо, ајде. Чучи. Денес си разговарам со еден од моите омилени актери. Можам слободно да кажам дека многу часови сум пропуштил, не одејќи на првиот или бегајќи од последниот час од моето училиште, само за да ги гледам македонските народни приказни. Сигурно претпоставувате за кој станува збор. Денес си разговараме со Шенка Колозова и нејзината внука Исидора. Здраво, Шенка, како си? Здраво. Еве сум во емисијата Миленичиња и се надевам дека ќе биде посветена на миленичиња, а не на македонски народни приказни. Па да видиме што ќе ме прашате, што да ви кажам. Јас морам да кажам дека ми е чест и задоволство што снимам сега со вас, заради тоа што
со вас и со вашиот покоен супруг Ѓорги Колозов, јас можам да кажам дека израснав, го поминав моето детство. Оно што сакам да ве прашам за почеток е дали имало некои несекојдневни случаи додека сте ги снимале македонските народни приказни? Тоест дали имало многу мачиња, кучиња, коњи, магариња, дали се случило нешто несекојдневно? Па ништо толку необично не се сеќам во овој миг, ништо немало толку необично што ќе го запаметам. Освен што само таа приказна не одела на телевизија, затоа одела на некои телевизии, тоа приватно ги снимавме. Во Сонја едно куче упорно не излегуваше од кадар никако. Многу ми е мило што сум сега барем во едно такво обкружување и не би сакала да се отидам од тука затоа што има се повеќе и повеќе луѓе како мене во тој поглед, во поглед на милиничињата. Во секоја зграда има по некој што борба води со оние што не ги сакаат. Животните сесрдно се борат и не ми помагаат мене, туку се борат за своите убедувања и својата љубов кон животните. И правото на животните да бидат сакани и поштедени од зло. И така и во оваа зграда комшија и во другите згради има многу што сакаат. Мило ми е. А по ова прашањето основно што беше за приказните, да сме имале ништо, не било сигурно толку необично, ама сите што ги гледале се сеќаваат дека има магаренца, дека има коњи, дека ова па не те слушаат, па не те познаваат, па не може газдата да ги повлече, треба глумецот не го слушаат. Имало такво, само не било нешто толку многу необично. Освен тоа, куче што никако не сакаше да се тргне од кадар и го има во секој втор кадар, веројатно. Шенка, мене ден денес не ми е јасно за шупурката која што се снимаше во македонските народни приказни, тоест како коњот Дончо кој што влезе во неа не успеа да излезе. Дали ќе никако? Тоа монтажерите во телевизија ќе ги прашате, затоа што јас појма немам. Како е? Ова е овде мојата внука Исидора, која што е голем поборник за правата на животните и заштита на бездомните животни. Емисијата ви се вика Милиничиња. Емисијата се вика Пријатели, емисија за милиничиња, не само милиничиња. Пријатели, така. Емисија за милиничиња. Пријатели, емисија за милиничиња. Ние повеќе сме за заштита на овие бездомни животни, затоа што милиничињата се омилени, некој ги сака, некој ги чува, некој се грижи за нив, им е добро на тие, а она е голем поборник овде војна води, за да се расправа и со возрастни и со деца. А пак ќе се вратам на тоа дека мислам дека имавме влијание преку овој тип емисии, затоа што имаше порано на Сител, па имаше на друга телевизија, на почеток на А1 имаше. Првиот настап беше на мое барање на А1, кога од комунална хигиена ги убива со малокалибарски пушки по аеродром, по населба, па течеа крвои на сите страни. На мое барање ме викна, отидов во емисија, го кажав својата згрозеност од тоа. Мислам, од тогаш почнавме вака јавно нешто да се бориме и мислам дека влијаевме многу на луѓето, ако не друго, ако не ги сакаат да не ги мразат, барем до толку. Не мора секој да ги сака, ама нема право да ги мрази. Има право и да ги мрази, нема право да ги уништува затоа што ги мрази. Може и јас некого мразам, ама немам право да го уништам, така ли? Хајде да прашаме нешто и вашата внука Исидора, која што ни кажа дека глумела во некоја приказна. Кажи ни ти, Исидора, дали има некоја несекојдневна случка која што ти се случила тебе во глумењето на народните приказни? Па кога глумав со едно милениче, тоа ми помина низ нозете и се сопнав и паднав. Те сопна? Па затоа што те сака. Колку приказните во кои што се животните влијаат врз луѓето? Дали луѓето излекуваат поука од животните според вас? Јас не престану ја кажувам оваа приказна сега дури накусо, ако има време, не знам како ќе ви биде времето. Ја раскажувам таа приказна и на луѓе, таа ми ја раскажа на еден колега од Кавадарци, сопругата жена му ми ја раскажа и јас ја напишав. Таа е за една млада невеста која што сака
не само животни, кое што е добро суштество. Помага на секого што ќе стигне, до толку помага што вика добриот и будалата се браќа, почнуваат да ја сметаат за не токму и ваму таму, свекрвата немој да го правиш тоа, ова, она, еден ден се задржува, ја нема невестата, вика каде си невесто, вика имав нешто работа, не сака да каже што правила. И свекрвата со неверување вика што да на мајтап дури, што да не го закопа кучено што умрело. И ова стои вика па го закопа. И свекрвата леле невесто ке ти се смеат луѓето ваму таму, поминува тоа и умира свекрвата, поминува некое време и бидејќи добра невестава, ах да ја видам мајка на сон, ах да ја видам на сон, да видам како е таму, да ја видам мајка на сон. И се појавува свекрвата на сон и таа ја прашува мајко како ти е. И вика поубаво овде во рајот сум, ливади, маси, јадење, пиење. Вика и се ми е убаво, ама масата ми е празна, немам јадење, гладна сум. А твојата трпеза, вика, што те чека, кога ќе дојдеш полна со јадење, полна. И ова, бидејќи добра, па, мајко, оди земи си од моето јадење, немој гладна. Свекрвата вика, бев, ама легнало едно куче до масата, не дава никој да пријде. И мислам дека, ете, тоа е народна приказна, многу убава е, и мислам дека, иако се ситни нешта тие влијаат на луѓето, на еден, јас секогаш си велам на еден да му повлијае, доволно е, нешто се сменило. А има кај Цепенко прекрасни приказни за животни кои што не сме во состојба да ги снимиме. Например, за овчарот што си ги убил сите своји овчарски кучиња, затоа што нашол раскрвавени овци и мислеле дека кучињата ги убиле и потоа гледа, од кога ги убил кучињата, се шета и гледа дека волкот задавен таму. Го нашле кучињата и го задавиле волкот и ги спасиле другите овци и затоа имале крв овде, затоа што ги спасиле овците, а тој меѓувремено ги убил кучиња убиени, отепани на правдина и така. Има кај Цепенко, има во народното творештво, има дури таква една приказна која што не можеш да ја снимиш, дека како се имаат собир животните и како се клучуваат дека од сите нив најлош е човекот. Дури и тоа го има. Во народното творештво не сум го измислила јас. Тоа се стари мудрости кои што на едноставен начин ги имаат кажано. Сакаш ли да кажеш ти нешто? Ајде за некое кученце да кажеш, кога веќе си тука. Па имаш едно куче белко, што тука до околината многу го мраза. Баш пред оваа зграда. Високо и за тоа малце ги плашеше. Луѓето не правеше ништо, вика дека е агресивно, а не беше и со доктори беше потврдено. Па го однесоа во Вардариште и ние па тие ни го даваа, вика докторите дека нема ништо, дека не е агресивно. Па на крај едни луѓе се трудеа да го отрудат, ние го спасевме и го однесовме од тетово и се е спасано. Така, Белчо беше многу интересно куче, огромен беше со долги нозе и сакаше на сите да им скока, да се дружи, а сите не се подготвени да го примат тоа, се плашат, ако трча да скока, да се поздрави, мислат дека ќе им направи нешто и така. Белчо многу лошо не заврши. Во тетово е, само не знаеме дали е добар. Се знаеме, рекам да. Брето му на колегата на мама рече дека во август го видел здебелен и јаде кебаб. Добро. Вие ги сакате животните, тоа не е ништо ново. Но што се чувате вие како ваше милениче? Абе, не знам, не е многу за пофалба. Јас имам во мојот мал простор во кој што живеем, имам 3 мачиња и 2 кучиња. Нормално сите тие се соберени од улица. Кога ќе кажам миленичиња, мене ми се такви. Некој се определил за тоа. Сепак битно е најмногу да ги храните, нели? Битно е да спасам, ако може, некое барем. Пред тоа имав 3 кои што исто беа од улица и така со многу труд соседите се успеа да ги отрујат сите 3. Па после ги собрав овие 2, исто од улица. Некој едноставно
Помалото едноставно го најдов со кајвче фрлено през града, некој го додел и го оставил. Не ја земав, имам една стара, која што ги надживеа сите труења и убивања на Новоселски пат, има скоро 20 години. Кога имав првото куче, кога ми умре, па овие три кога ги отруја, упорно си лежеше пред врата на прагот и на крај решив да ја соберам внатре, кога беше толку упорна да стигне до свој дом. И сега е Белка кај мене, Матилда е кај мене и три мачиња имам, кои што исто така, едното беше многу повредено, мислев дека нема да преживее, другото исто така, третото исто така, едното е од едно село Охридско кај што имам куќа, тоа ми е Велестовче, од таму го донесов. И така толку можам, во тоа немам куќа, немам двор. А и ако имаш двор, тука не се знае каков сосед ќе имаш, па може ќе ти го отруе, има и такви случаи. И најтажното ми е што не знам колку ќе имате време и како ќе го направите, и некоја съм мислила се тоа. Има еден куп кучиња еве околу зградата и има еден куп дворови празни без ниедно куче. Да речеме, ако тргнете по улицава и тука се куќа до куќа, сите се убави прекрасни дворови, дали во секоја 10-та куќа ќе најдете куче. Значи луѓето не сакаат. Дури онде погори има една куќа кај што едно куче убаво големо едно време влезе во дворот, па дали еден од семејството сака, па другите не сакаат. Сега упорно спие пред вратата на дворот, сметајќи дека припаѓа таму, зашто еден период го прибраа. Сега му ја затвораат вратата, то спие на тротоарот пред вратата, затоа што веројатно некој од семејството вика не може, некој сака, лае, сака да влезе, се чуди зашто не го пуштаат и не го лежи на улица, ама таму е непрестано пред таа порта, затоа што сакаат некаде да припаѓаат, затоа што на тој начин се чувствуваат заштитени. А секоја, не знам, толку убави дворови, толку куќи, секога се викам колку убав двор, колку убаво средено, уште куче му фали. Има и со кучиња, ама многу малку. Јас сум запознан дека сте член во едно од скопските здруженија заштита на животни. Колку сте редовни таму и како им помагате на животните? Ние на овој начин за кој што сега зборувам, кога сесрпно се боревме и по телевизија, и ваму и таму, постоевме како активно друштво кое што полека, да не речам, не замира, туку се помалку има можности да работи, затоа што прво ни дозволија едни простории, ни дадоа, после во градско собрание други простории, полека не избркаа од сите простории и можам да кажам дека на начинот на кој што постоевме, ние Срна, веќе не постоиме, а не значи дека не постоиме затоа што почнаа да избираат, не да избираат, туку да ги наоѓаат патиштата кои што следеа, во еден момент и се уште следат, да се донесат закони, во што се успеа, во многу работи успеа, имаме правник, имаме се, на помош од надвор, најпосле да има закони во земјава за заштита на животни, кои што за жал не се почитуваат, затоа што ниедни закони не се почитуваат, затоа што вардариште кое што врши, за кое што ние се боревме да врши кастрација и да ги обележува кастрираните, а не да ги убива, договорот е обично да се врати кучето таму од кај што е земено, затоа што се навикнати на тој простор. И сега не знам колку ќе имате време, во последниве 3 дена има 3 нови кучиња овде оставено, кои што никогаш не биле овде, со такви копчиња, значи ги донеле од вардариште и ги остале овде и сега и ние се чудиме што да им правиме и тие се чудат кај сме нашле. Тоа е тоа. Мал напредок, има некаков напредок. Не е како што беше, а особено во свеста на луѓето, кој што ми е многу подраго отколку во свеста на оние што законот треба да го спроведуваат. Пред да започнеме со снимање, ми кажавте дека ги собирате сите животни во автомобил и патувате со нив. Ајде да им кажеме на нашите гледачи колку вие сте приврзани со животните. Јас
сите. Тие животни тоа се моите, кои што кога одам летно време да се селам, јас секогаш викам се селам за Охрид, таму во моето село Охридско Велестово, морам да ги натоварам и да ги однесам, затоа што се работи за 3, 4, 5 месеци, зависи колку ќе останам таму. А тоа значи и нивното куче, кое што е најголемо, и се вика Парито, и го викаме Перлито, зашто е целиот ваков, и тоа е собран од контейнер, беше едно ништо што не личеше на ништо, сега израсна во 90-15 кордон сетер, сигурно многу убаво куче. А другото птичар. Значи 2 кучиња имате? Не, плюс и птичар е. Тоа, што друго? Не, плюс и птичар. Да. И тоа, значи, моите две и нивното, кое што е големо и значи, задните седиша се полни, мачките се во кафези едни врз други и јас повеќе не собира никого внатре. И така, и тоа зборував на наплатните станици, вака, без многу зборови, ги гледаа прво животните, па мене, па животните, па мене. После со малку разговори, сега веќе и не ме гледаат, се навикнаа, ме гледаат ако ги нема, кај ви се и така. Тоа се обврска голема е, може би затоа луѓето малку се решаваат да чуваат особено кучиња. Но сепак љубовта која враќате многу. Да, обврска голема е, затоа што треба да го прошеташ, да го нахраниш, не можеш да го оставиш, мачето можеш да го оставиш и цела недела само со храна, со песок, со ова, со она. Не му недостасуваш толку кучето, не може, кучето е обврска. И ако обврска, ако ги сакаш не е обврска и така. И е обврска, не можеш да тргнеш, не можеш да речем ќе одам овие 3 дена, ваму или таму, не можеш. Треба да имаш на кој да ги оставиш, кој да ги прошета. И тоа го разбирам, само нека не ги малтретираат тие што не ги сакаат, друго не треба ништо. Јас, како што кажа во најавата, немаше ден да не задоснам на училиште, гледајќи ги македонските народни приказни во кои што доминиравте вие и вашиот покоен сопруг Ѓорги Колозов. Дали може да ми кажете колку тој ги сакаше милениците, колку бевте приврзани со нив? Имавме куче Луси. И веројатно тоа не го кажувам првпат, веројатно тоа куче Луси само во нашето семејство можеше да се случи, да остане живо, да не го убие никој. Затоа што сите бевме испокасани од неа, не знаеме од кои причини. Кучето беше, условно кажано, лошо или ние не знаевме од почеток како да постапуваме. Сите бевме испокасани, го шетавме со маски, го шетавме на каивче, затоа што не смеевме да го пуштиме, непредвидливо беше, 10 години и повеќе живееше со нас. Доби епилепсија, веројатно доби некој тумор, па и епилепсија, па со фенобарбитони, па со ова, со нас, па не спиеше, па нормално и јас со него не спиев, вака. Седев по цели ноќе, не даваше да заспијам, ако легнев, вака ми праеше по главата за да станам, си имаше големи проблеми и тоа, и ние, и на крај, а тој беше. А и јас не за Луси, за дедото зборувам, за Ѓорги. Како и сите ние што сме раснеле во село. Јас и тука многу ги разбирам луѓето. Никој не те учи дека е тоа суштество што има потреба од љубов. Дека е тоа нешто што така се слае овде. И од почеток и ние и двајцата имавме дека не сме ги мразеле. Не сме, не дај Боже, зашто не сме такви луѓе, ама не сме знаеле што е. После ни требаше, од кога ја земавме Луси, од кога ја чувавме, од кога живеевме со неа, свативме колку тоа живо суштество е живо, колку не е предмет. И од почеток малку имаше отпор. Помалата ќерка беше пресудна во нашето семејство да сите да се посветиме на животните, затоа што таа од кога се роди буквално сака животни. Кога сите деца се дружеа меѓу себе, таа се шеташе со некое кученце гушната вака през града. И мислам тоа влијаеше. После многу како возрастни осознавме што е животното воопшто. И после тоа баш се посветивме колку што можевме нормално и колку што не можевме, малку и повеќе.
Би сакал да ве вратам малку во вашето детство. Дали се сеќавате на вашето прво милениче? Тоа сакав да го кажам, ова е пред малку што го кажав дека како деца не воспитувале да ги сакаме. И нормално е во тој период постапките на родителите да бидат исправни оддел кон нештата. Јас се сеќавам на единственото милениче што сме го имале, кучката Бела. Спрема која ја може би бев и премала и никој не ме научил, немав некој однос кој знае како. Брат ми кој што немал никогаш животно и не чува никогаш животно, многу повеќе ја сакаше, отколку јас што сум ја сакала Бела. И знам дека многу јасно ни се кажа дека викнале некој ловџија и ќе ја носат Бела долу да ја убијат, затоа што ќе прават со кученцата кога ќе се окучува, зашто беше кучка. Јас морам да кажам, ова го кажувам и како поука и за другите кои што имаат таков однос, дека јас не патев, не страдав. Мене ми беше нормално ако таткото кажал дека тоа така треба да се направи, дека тоа така се прави и дека таков однос кон нештата треба да имаш. Сега, сепак никогаш, никако дете можеби не сум ја сакала Бела, ама никогаш не сум мразела куче. Ни куче, ни животно, ни... После во село, таму се чуват свињи, се колат пред децата, се печат чварки, се пршат, се реже месо, сето тоа ти било нормално да го гледаш и го примиш како нормално. Тоа е тоа што влијае на децата, на луѓето да бидат такви и ден денеска. Најстрашното е што овде, бидејќи цело Скопје сме селани, се извинувам на скопјаните во овој случај, што не се селани, ама другите ние селани што сме дојдени од цела Македонија, најмногу ги мразат кучињата. Бе, ова не е село, бе, што е ова, и таму. Не се работи за село и за град, кучето сака да биде кај што има луѓе. Сака да биде покрај луѓето, што ми е тука покрај сите клоцања, гладување, штом трчаат непрестано по некого да, ако може да ги прифати. Не е тоа село, сега, нивниот однос, нивниот однос не ме зачудува затоа што така ги учеле нив и не знаат друг начин. Шинка, јас ви благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели и за крај би ве замолил за еден апел до нашите гледачи. Зошто миленик во секој дом? Видете, тоа не може, нема правило тука. Нема правило, тоа се различни причини зошто. Јас сакам, затоа што мојата причина е сум заштитила некого да поживее подолго, да не биде малтретирано надвор. Затоа не сакам да зборувам, да не се замерувам со оние што сакаат само расни кучиња, па волко евра го платив, па толку евра го платив. Не сум од тој дел на луѓето што сакаат на тој начин животни и не можам да судам, затоа што нивните пориви да имаат такви миленичиња мене ми се непознати. И не можам да го објаснам тоа, мене ми е сеедно која раса е, каква раса е и ништо не ми значи расно куче, ми значи дека е куче и дека си му пружил 5, 6, 10 години колку му дал Господ да поживее рад, тебе да ти е убаво, зашто му пружаш љубов. Некогаш некои ги чуваат затоа што добиваат љубов. Некои ги чуваат затоа што даваат љубов. Јас сум во случајов од тие што ми е убаво затоа што им давам нешто убаво, дека сум ги заштитила, што не значи дека ми е сеедно дали ми враќаат или не. Затоа мислам дека нема правило, тоа се сосема различни нешта. Веројатно да не речам секој од различни причини ги има, ги сака, некој на кајча, некој го сака само своето куче, другите не ги поднесува. Некој го сака своето и ги сака сите други околу. Сосема различни се нештата, мислам дека нема правила.
Може да има 50 нашто такви, 30 такви, 10 ама нема. Едно правило мислам дека не. Ви благодарам уште за гостувањето во емисијата Пријатели. Благодарам и јас. Се надевам дека за жал се мислам дека ова го гледаат во големно луѓе што веќе ги сакаат и знаат овие работи. Па не знам дали ќе успееме, оние што не ги сакаат, веројатно не ги гледаат емисиите. Ама бај, билки еден ќе смени нешто. Ви благодарам и јас што правите ваква емисија, што сакате да работите вакво нешто, без обзир на причините од кои што сте ги почнале овие емисии. Се расправале двајца собственици чие куќе е попаметно. Моето куќе е многу паметно. Наутро го пречекува разнесувачот на весници, го зема весникот, му дава бакшиш, потом ми го носи весникот заедно во кревет со првото утринско кафе. Знам. А од каде знаеш? Па ми кажа куќето мое. Гледајте ни наредната емисија во истото место и на истото време. Чао.